Многу често слушаме дека лекарите се преморени, без разлика дали станува збор за лекари од примарно, од секундарно здравство, дали матичните доктори или докторите во болниците. Што мислите, кои се вашите предлози како да се намали овој замор кај лекарите, од друга страна да се добие добра услуга за граѓаните, за пациентите? Има неколку моменти кои што можеме да ги кажеме во кои што би можело да се подобри целокупната ситуација. Еден од тие е да се вработи трето лице, тимот да се прошири, освен да биде доктор и медицинска сестра, да има администратор во целокупното примарно здравство, заради тоа што преоптеретени сме од телефонски јавувања и верувајте ми, не можеме да работиме со пациенти кои што бараат преглед, кои што им е неопходно внимание, значи контрола. Така да се случува додека прегледуваме еден пациент, да добиете 3 звонења на телефон и 3 порачки за хронична терапија, за упати, бара веднаш да добие доктор за консултација на телефон, така да едноставно неизводливо е. Никаде во свет не можете во секунда да добиете доктор. И ако имате 2-3 пациенти во една амбуланта кај што работат 20 доктори, верувајте ми, звонењето е нема запир. Значи од сабајле до вечер. Тоа е едно со администратор во ведување, лице техничко кое што би одговарало, би примало порачки, би било цело време задолжено, а за тоа време докторот и сестрата да можат да ги обавуваат здравствените услуги, да ги даваат кон своите пациенти. Друго кое што треба, додатна опрема, опремување на примарното здравство, 80% од услугите се обавуваат тука, така да не смееме ние ако имало ковид, сета наука и цел свет запре. Тоа е за мене непоимливо. Значи, здравството и здравствените работници во континуитет треба да ги следат сите моменти на усовршување, на наука, на едукација, постојано курсеви. Значи, потребно е за доплер да се обучиме, за ехо на дојка, на тироидеа, на абдомен. Тоа се курсеви во светот и со тоа би го подобриле за 200% примарното здравство и би иделе многу брзо за 24 часа за диагноза. Сега нашите пациенти лутаат низ мој термин и нема термин, има термин. Касниме со диагнозите како држава и тука губиме драгоцени животи. Значи не може само ова да го докажам. Незамисливо е да нема термин за ехо на дојка 3 месеци или за ехо на простата да нема од март. Тоа не смее да се деси. Така беа споменувани и ковид амбуланти во кои што ќе се одделат суспектни на ковид вирусот и здрави пациенти, меѓутоа кои што имаат потреба од лекарска грижа. Што мислите во врска со ова? Тоа јас од старт го заговарав, више од кога почна нашата држава да воведува рестриктивни мерки, така да негде од март беше тоа кога јас реков дека здравството мора да продолжи. Значи не е само ковид. Вие имате пациенти со мозочни инфаркти, имате со срцеви инфаркти, со други заболувања, хипертензии, психички болни, детски болести, значи детска патологија која што перзистира, така да сметам дека не е лошо додека сето ова трае да постојат центри каде што не би се мешале оние што се со ковид симптоми, оние кои што имаат одредена патологија, би оделе само во тоа. И така нема да имаме мешање на здрави пациенти со други болести и ковид. Целта на ова наше барање беше што помалку нашиот пациент да се шета и да се движи, да се малтретира. Мора во тој ковид центар, на исто место кај што ќе биде прегледан, да му биде земена крв, дидимери, ЦРП крвна слика, рентген да се направи, така да тоа би бил ковид центар. Ме разбирате, каде што би имале преглед заедно со една лабораторија и одредени прегледи. И брзо би се идело до диагноза. Така, што е со мобилните лаборатории? Што мислите во врска со нив? Дали сметате дека ќе го олесни пристапот до услуга медицинска на пациентите, меѓутоа ќе олесни работата на докторите и на лаборантите? Голем е бројот на пациенти кои што се сами, возрастни и нема кој да се грижи. Значи, кога ви е тешко и кога тешко дишите и имате висока температура, потребно е да имате лице до себе или некој да дојде дома да ви земе крв. Така да сметам дека јавното здравство повторно каснеше во нашата држава во однос на приватното здравство и приватните лаборатории кои што направија мобилни. Сметам дека нашата држава тука треба малкуцка пофлексибилна да биде, побрзо да се прилагодува на потребите на народот.
заради тоа што овој народ плаќа здравствено осигурување и сметам дека требаше да добие услуги, а не луѓето кои што се болни, кои што се позитивни, кои што се во тешка состојба, мораме да им даваме нели да се движат и повторно во лаборатории каде што има и болни од други патологии. Така да мислам дека е добро да има во секој град мобилна лабораторија која што би отишла дома, би зела и би ги имала сите реагенси. Бидејќи сега се наоѓаме повторно во момент да нема реагенси за дидимери во јавно здравство, а додека приватните лаборатории, пошто ни стигаат на вибер резултати од приватни лаборатории кои што прават дидимери. Така, во однос на она што го зборувавме дека сте оптеретени кога треба да се јавувате на телефон, многу голем број на пациенти постојано ве бараат во ординацијата, дали овие како предлози или како барања би ги доставиле и официјално до Министерството за здравство во насока на подобрување на работата и услугата која што ја давате на пациентите? Гледате, во текот на оваа година имав неколку сретни со министерот, разговараме за нашите проблеми, овие последни, значи, кои што ги спомнуваме сега, мобилни лаборатории, за ковид центри имам дадено многу изјави, нели во текот на изминатите месеци. Ова за администратор не сме го разговарале, но можам да го пратам, така да не е касно. Сметам дека од буџетот кој што е најголем за следната година, мора Министерството за здравство, бидејќи тој е наш министер, не е само министер за јавно здравство, мора да издвоат дел од средствата, да може да се појача, да се купат апаратури, опреми и да се зголемат платите, заради тоа што потребно е кадарот да останува во примарното здравство, кој што е столбот на целокупниот здравствен систем. Така да средства, значи она кое што е потребно, уште еднаш ќе повторам, мора да се размислува и да се направи стратегија опремување во опрема на примарното здравство, во едукации и нормално добри плати, заради тоа што бројката на примарни доктори се намалува, сме биле 1800, сега сме на 1400 и нешто памнати, така да сметам дека мора да има инвестиција во нешто за да оди напред. Ги примете ли вие лично пациентите на преглед, бидејќи многу често се знае да се пожалат пациентите дека не ги примаат матичните доктори на преглед, дека телефонски ги лекуваат? Да, знаете како, јас работам цело време со пациенти и тоа го знаат. Сите мои пациенти, новинари, екипи кои што дошли се, значи нашите врати не биле затворени во ниеден момент. Нашиот тим од 2 тима на доктори и сестри цело време работиме, ги примаме сите, ги повикуваме на контроли сите кои што се ковид, така да ние сами сме си ја избрале професијата, повикувам сите да си работат најпрофесионално, сите колеги. Овдека се направи една грешка од едно ефикасно примерно здравство по препораките на Светска здравствена организација. Нормално нашата влада повика нелете на преглед, значи имаше повик од владата. И тогаш дел од колегите кои што исто така се хроничари, кои што се со карциноми, со стентови, значи и матичните доктори се пациенти многу често. Така да стравот да не се заболи заради тоа што знаете како еден доктор ако отиде 2000 пациенти остануваат без матични. Така да секој треба да го чува своето здравје, мора да внимаваме на се, најгрижливо да си најпрофесионално да се однесуваме и сметам дека единствено богатство ни се нашите пациенти, нашиот народ. Така да државата треба да инвестира во нивната грижа, во купување на подвижни концентратори за кислород, кои што се потребни и се докажа во пракса во болниците. И така да тоа се отприлика нашите стратешки барања. Друго кое што ни требаше во време на едно од барањата беше пациентите да бидат на ПЗУ, кои што со години ни една влада и ни еден министер не ќе да ни го прифати. А сметам дека е круцијално и суштинско барање, вие не можете младите идат и си одат, а ние постојано се занимаваме наместо со наука со префрлање на пациенти. Така да сметам дека тоа навистина не е добар однос кон примарното здравство, заради тоа што ние со здравствените власти треба да сме партнери и да се поддржуваме. Тоа што им треба нив ние да работиме, а тоа што ни треба нас они да ги менуваат законите. Дали би ви биле од помош евентуално доколку во ординациите би дошле ученици од средните медицински училишта или студенти кои што би ви ја олеснувале работата на некој начин? Не, сметам одговорно тврдам да не можат лица кои што не познаваат фармакологија и кои што едноставно треба време и треба искуство. Значи не може некој да иде да се менува, а ние да бидеме едукативен центар. Значи ниту докторот, ниту сестрата, верувајте ми, во работно време немаме време да се занимаваме со едукација на деца од средни школи или
колеги кои што се незавршени, заради тоа што кај нас идат практиканти и треба на вистина 2 до 3 месеци да се работи за да не се направат грешки во порачките на лековите. Заради тоа што една буква менува лек и хемиски состав на лекот. Така. А тоа што ние ќе го внесеме во компјутер, после некој го зема во аптека. Така да сметам дека голема е одговорноста, мора крајно професионално да се работи, тој кој што ќе се вработи не треба да биде што ќе иде на 5 дена и да си оди. Значи, тој што ќе дојде да работи тука мора да запознае со нашата работа, да се обучи како кадар и многу внимателно да се работи како администратор за примање порачки, за запишување, бидејќи една бројка или една буква вие тој лек ќе го внесете на некој кој што може не го прима. Така да постојано менјавање на некои дечиња од средна школа или колеги кои што се незавршени или при крај сметам дека не е во ред.